Ова е студентски парламент на Укло FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент, во која денеска се задржуваме на промоцијата на иновативната алатка Кариерен информатор и AI chatbot, креирана од ученици од гимназијата Јосип Броз Тито Битола во партнерство со Кредо Центарот на Укло. Бидете заедно со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Без тебе кода паѓа, без ни ден од што се раѓа, и то на тој некој мрак, оставен без трак. Тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид, ти ми разбираш, но лепне се ти. Ми подаваш рака и секогаш така дажна кога сум. Таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Ми подаваш рака и секогаш така дажна кога сум. Таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Како што кажавме во најавата, минатата недела во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се промовира иновативната алатка Кариерен информатор и AI chatbot, креирани од ученици од гимназијата Јосип Броз Тито Битола во партнерство со Кредо Центарот на Укло. Гимназијалците Јован Мацанковски, Ангела Талева, Димитри Гагачев, Бојана Ѓоргиевска и Андреј Апостоловски од трета година и Ива Треневска од втора година, членови на ученичката компанија Nextbot под менторство на нивните професори и кадри од Укло, развија иновативни решенија наменети за кариерно насочување и информирање на идните студенти. На промоцијата, во присуство на менаџментот на Укло, декани од единиците на универзитетот и секако професорките менторки на тимот, се презентира алатката која ќе им помогне на младите при изборот на идната професија, овозможувајќи им насочување според нивните интереси, афинитети и способности. Овој проект е продолжување и зацврстување на соработката меѓу Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и гимназијата Јосип Броз Тито Битола, рече ректорот на Укло, професор доктор Игор Неделковски, воедно и еден од менторите на учениците кои работеа на алатката, кој потенцира дека иницијативата доаѓа од нив самите, по согледувањето на потребата младите на ваков начин да ги добијат сите информации за можностите што ги нуди универзитетот и да се решат своето високо образование да го продолжат на Укло. Што поголем број на средношколци да останат да студираат во својот град, на овој универзитет, како дел од Европската алијанса Колос и по принципот
односно нашето мото корени и крилја, останувајќи на своите корени, да добијат европски крилја. Презентациите се изработија под менторство на универзитетот, преку споделување на знаењето од нивните ментори, еден кариерен советник, како може еден средношколец, кога размислува кој факултет да го одбери, спрема своите афинитети, да добие совет кој факултет е најпогоден за неговата кариера. И вториот дел, многу актуелен, поврзан со вештачка интелигенција, со тој еден збор кој мислам дека дефинитивно нема македонски превод, тоа е чатбот, каде што надминуваме едно горлив проблем во целата јавна администрација во Македонија. Преку вештачка интелигенција секој потенцијален студент, но и граѓанин, но и постоечки студент ќе може да го праша тој чатбот и да добие одговор преку, велам, со користење на техниките на вештачката интелигенција преку нашиот вебсайт. Јас да се заблагодарам на сите кои придонесоа за овој проект, но уште повеќе за оваа иницијатива, да го изразам моето лично и нашето институционално задоволство. Ние сме почестени што една гимназија од типот на Јосип Броз Тито, која мислам е или прва или меѓу првите 2, 3, 5 средни училишта во државата, го препознала нашиот универзитет како сериозен партнер во кој може нивните ученици, а наши се надевам идни студенти, да ги реализираат своите проекти. Благодарност за поддршката околу реализацијата на проектот изразија професорките Фанија Наумовска, кариерен советник и ментор, и заменик директорката на гимназијата Јосип Броз Тито Битола, Даниела Петровска-Матевска. Ова е потврда на визијата на УКЛО за поголема соработка меѓу високото и средното образование, која треба да представува пример за тоа како со заедничко действување на образовни институции од различни нивоа може да се отворат нови можности за младите уште во раните фази од нивното професионално насочување, рече професорката Наумовска. Денес сум тука во улога на ментор на ученичката компанија NextBot. Тоа е една од трите ученички компании кои што ги менторирам годинава во рамките на програмата Junior Achievement. Тоа е програма која што има за цел да го поттикне предприемничкото учење, односно им дава можност на учениците да развијат своји идеи преку реално предприемничко искуство. Трите компании си имаат своји приказни, автентични, меѓутоа ние ќе се задржиме денес на приказната на NextBot, затоа што таа е посебна приказна. Јас само ќе кажам дека NextBot е тим на ученици кои што се креативни, амбициозни, ученици кои што уште од почетокот има јасна визија и цел на која што работат посветено, и нив ги издвојува тоа што тие не пристапија својот ангажман, не го темелат само на развивање на една бизнис идеја, туку го темелат и на високо чувство за општествена одговорност. Имено, учениците препознаа конкретен проблем што го имаат младите, на чија што заедница припаѓаат и самите тие, и се потрудија да најдат практично, применливо дигитално решение, но тоа не го направија сами, затоа што во текот на изработката се сочија со многу предизвици, кои што успешно ги надминаа благодарение на нивната посветеност, меѓутоа и благодарение на поддршката од раководството на нашата гимназија и поддршката од универзитетот, која што ја добија во градење на платформата за кариерно насочување, како и чатботот кој што е поставен на страната на универзитетот. Во текот на соработката се стекнаа со искуство кое што не може да го стекнат во училиштето, и ова уште еднаш покажува потврда дека нашето образование треба да излезе од училниците, односно дека на учениците треба да им се даде не само можност, туку и доверба и да се поддржат во реализација на нивните идеи, затоа што верувајте ги има многу,
а успешно ги реализираат само доколку вака се поддржани од нас менторите и од институциите и навистина можат да придонесат за пошироката обществена заедница. Се надевам дека и верувам дека ова соработка е почеток на една подолготрајна и побогата соработка која што би се реализирала помеѓу нашите две институции, затоа што поддршката на идеите на младите всушност значи поддршка на промените во општеството, чиј што составен дел се младите и верувам дека поддршката која што ја даваме сега за нив, всушност во иднина ќе представува и поттик за да ја испромовираат оваа активност, да ги поттикнат и другите млади да преземат слични активности кои што ќе донесат позитивни промени во општеството. Овој проект е само еден од низата кои УКЛО ќе ги реализира со Битолската гимназија Јосип Брз Тито, а доаѓа по подпишаниот меморандум за соработка. Во таа насока, заменик директорката магистер Даниела Петровска-Матевска, соработката меѓу двете институции ја оценува како иновативен предизвик, како треба во нагорна линија да се движат реформите во образованието. Мене ме воодушевува фактот што уште кога го подпишувавме меморандумот за соработка, и разговаравме на вертикално ниво, да речам, на управно ниво, како би можеле да ги развиеме односите меѓу двете образовни институции. Во разговорите нотиравме повеќе точки на соработка, меѓу кои беа и идеите за менторска работа, која што апсолутно значи оди кон една хоризонтала, или хоризонтална соработка, ученик, средношколски или гимназиски ментор и универзитетски ментор. Навистина имавме полн погодок со тоа што ректорот на прва брзина, би рекле, ја прифати ова идеја да ги менторира во информатичкиот дел и во идејниот дел нашите ученици за да го подготват овој кариерен информатор, со кој што нашата професорка, нашиот ментор Фанија Наумовска ќе оди на регионален надпревар и се надеваме на најдобри резултати. Што се однесува до она што мене исто така ме воодушевува во овие моменти и мислам дека со овој чин на соработка меѓу двете институции ние покажуваме во услови кога ни се случува една предлог реформа на образованието и на високото образование и на гимназиското образование, еден убав и креативен предизвик како треба можеби да се движат во некоја нагорна линија реформите, бидејќи ова е навистина еден практичен, позитивен пример како учениците може уште во средношколските клупи да се насочат кон одредени активности поврзани со професионалната ориентација, а истовремено да градат визија дека квалитетното студирање не се случува само надвор од нашата држава, туку се случува во нашата држава, во нашиот град и нашата тенденција е токму тоа, соработката на двете образовни институции да потврди дека ние како субјекти сме на иста страна и како субјекти сме општествено одговорни, бидејќи сме насочени младите генерации да ги задржиме овде во нашите рамки, преку Корени и крилја, преку Колорс програмата и да покажеме дека квалитетот е на наша страна. И оттаму сметам дека и она што ректорот го кажа во интервјуто, дека вас не ве плашат реформите на високото образование, ја поздравуваме и ние како институција, тој став го поздравуваме дека ниедна реформа не треба да не плаши, но треба да не тера да размислуваме прогресивно и да видиме каде се точките на заедничка соработка и напредок и на образовните институции, истовремено и на општеството целокупно. На настанот, членовите на ученичката компанија Nextbot ја презентираа алатката Кариерен информатор и AI четботот. Ке ги слушнете по музичката пауза. Баш би било штета да не си до мене,
а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Како што кажавме претходно, на настанот што се одржа минатата недела на 25 февруари 2026 во ректоратот на УКЛО, а во организација на Кредо центарот на Универзитетот, иновативната алатка, кариерен информатор и AI chatботот беа презентирани од членовите на ученичката компанија Nextbot од гимназијата Јосип Броз Тито Битола. Идејата за нивната изработка дошла по објавениот повик за учество во надпреварот Junior Achievement, посочија гимназијалците Јован Мацанковски, Ангела Талева, Бојана Ѓоргиевска, Андреја Апостоловски и Ива Треневска. А како функционира? Слушнете во продолжение. Нашата идеја ја добивме поради жалбата за учество во проектот Junior Achievement. Со веќе подготвената презентација можете да ги видите и дел од нашите активности за кои ќе ви кажат повеќе останатите. Нашата компанија нуди две услуги: креирање на чатботови и креирање на веб страни. На УКЛО како наш прв соработник веќе им направивме веб страна. Веб страната представува кариерен информатор кој можеме ние средношколците да го искористиме и да го решиме нашиот проблем кој представува на кој факултет можеме понатаму да се запишеме. Со овој кариерен информатор ние можеме да пополниме тест со соодветни прашања кои се поврзани со личноста и карактерот на средношколците и откако ќе го решиме тестот, тој ќе ни даде повеќе опции, односно факултети на УКЛО на кои може да понатаму да продолжиме.
Исто така му направивме и чат-бот, кој можете да го видите на нивната веб страна. Чат-ботот ни помага да поставиме секакви прашања во врска со УКЛО и со сите факултети на УКЛО и за него ќе ви кажат останатите повеќе. Кога добивме идејата за социјална компонента и за студентски информатор, нашето училиште, знаејќи дека веќе има преходна соработка со УКЛО, решивме таа соработка да ја ставиме во функција на нашата училишна компанија, каде што УКЛО се согласи и ни даде информации со кои ние стекнавме ново знаење и искуство, каде што му помагнавме и на УКЛО и на ините студенти за понатаму. Како што кажавме, нашата прва изработка за УКЛО е кариерниот информатор. Како што кажа моите соученици, кариерниот информатор е изработен врз база на прашања од веќе добиени стручни кариерни советници во координација со стручни лица од универзитетот. Функционира на начин што има 30 прашања, листа 30 прашања кои корисникот кој сака да го употреби кариерниот информатор ги одговара. Истите прашања му даваат насока за по која кариерна патека треба корисникот да продолжи. Исто како што кажа моите соученици, идејата за кариери информатор ја добивме, беше една иновативна идеја да искомбинираме нашата услуга за дизајн на веб страни и да искомбинираме со нешто што би помогнало на УКЛО. Тестот функционира врз база на 30 прашања, кои што како што кажавме се добиени врз основа на координација со стручни лица од универзитетот и веќе изработени професионални кариерни тестови. Овие прашања се од области на факултетите кои ги поседува универзитетот, па така може да го упати еден корисник кон нивниот кариерен профил. Прашањата се доста лесни за одговарање, секој корисник може да го пополни и е доста практичен, едноставно за пополнување, така што може секој да го пополни да добие свој кариерен профил. Кариерниот информатор ни дава топ 3 препорачани факултети, исто така ги дава афинитетите кон одреден факултет, односно го упатува корисникот кон коректната студиска програма кој тој треба да продолжи на неа. Најдолго имаме листа од факултети кон кои корисникот има афинитети и овој текст е интерактивен, така што секој корисник може лесно да ги пристапи факултетите науки. Втората услуга која нудиме е чатботот. Главна негова функција е да поедностави работата, тоест комуникацијата помеѓу студентите и универзитетот. Тој тоа го прави така што одговара на прашањата поставени во врска со универзитетот. Тој е достапен 24 часа неделно, односно во секој ден, секој време. Одговара на прашањата, исто е олесно работата на вработените на универзитетот, со тоа што не мора тие мануелно да одговара на истите прашања. Пример, нешто за студиите, кои се студиски програми, исто така линк преку кој можеме да пристапиме лесно за повеќе информации до страницата на факултетот. Исто така најчесто поставувано прашање, пример нешто може да е во врска со универзитетот, а може исто помеѓу студентите често прашање кој професор, кој предмет го предава. Во рамки на настанот, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола им додели благодарници на менторите, а младите креативци добија сертификат за менторска програма од Кредо Центарот на УКЛО. Воедно, овие проактивни средношколци стана дел од клубот на амбасадори на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Врачувајќи им ги признанијата, ректорот Неделковски појасни. Ова е највисоко признание кое го дадуваме ние на студентите. Самиот збор амбасадор значи представник. Вие, преку вашата работа, го заслуживте амбасадорското место. И ако не сте студенти на нашиот, се уште на нашиот универзитет, да бидете представници и со вашето однесување и со вашата работа секогаш да го чувате достоинствено тоа место, како што секој амбасадор достоинствено ја представува својата држава. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ќе биде добро се.
На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај, и ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубов, љубов, нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж, Кон крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, уште да кажеме дека Кредоцентарот на УКЛО започнува со интензивно обезбедување на стручна поддршка при изработка на истражувачки трудови, проекти и модерни решенија. Како што посочува професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, директорка на Центарот, со менторската програма ќе се овозможи поврзување на студентите и учениците со алумни, професори, експерти од праксата и представници од јавниот и приватниот сектор за поддршка на нивниот личен, академски и професионален развој. Тука, почитувани, го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и низ неве водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тандарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделата е илузија, не сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ке останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој.
moj, samo moj. Koja i da dojde, nema da te ima za svoj. Ti si moj, kad i da odiš, sve greške ostaneš moj, samo moj. Kad i da odiš, koja i da dojde, do kraja na ovo vreme, sve greške ostaneš moj. Укло ФМ Битола. Март 2026 година. Петнаесет години Укло ФМ Битола. Непрофитно радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk